Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во оваа 2026 година прво издание на Никој да не знае. И верувам дека веќе се запознавме со тоа кој е слоганот. Никој да не знае освен јас, вие таму што не ве гледам и нашите гости. Овој пат имаме една третина од еден бенд кој што е навистина актуелен. Не можевме навистина да се договориме едва и најдоа време и простор да дојдат во оваа Никој да не знае. Мене ми е особено задоволство затоа што знам дека ќе биде ова одличен разговор. Ако треба да ги најавам, вака ќе кажам, ако сакаш да уживаш во македонска музика, тогаш задолжително е да одиш на настап на групата Маестро. Ова го велат сите љубители на македонската музика, а секако и на музиката на оваа група, која веќе 13 години го краси македонското естрадно небо. Ова е доволно затоа што кога почнам во најава иле готово. Отиде цела емисија. Благодариме. Да. Добро вечер за Илија Филиповски и добро вечер за Љупче Георгиев. Ви благодарам за присуството. Како беше од Смедерево, како беше Смедерево беше? Смедерево, Скопје, Охрид, Струга, цела Македонија и цел Балкан. Добро што не ви реков да дојдете понатаму, затоа што сега следува всушност во февруари, колку што прочитав и американска турнеја. Значи вие ги освоивте овие Европа, Азија, Австралија и сега одиме на американското тло. Да. Како што кажа, целиот Балкан го поминавме периодов, бевме во Загреб, Требиње, Смедерево, Белград. Не се прибравте. Не се прибравме, цела Македонија сме, завршија тие фамилиарни семени прослави и свадби, сега некои настапи кои обично ги практикуваме пред новогодишните празници, зашто ретко гостуваме во некој локал, така како свирка, да речем, како концерт. Така да тоа беше збиен период околу празнициве. Сега собираме сили за американската турнеја, како се каже, која ќе следи во февруари. Каде бевте за новата? За новата година бевме во Охрид, во најубавиот Охрид. Таму сме веќе 2-3 години, како редовни. И баш супер, си поминавме, беше одлична забава. Имаше баш гости не само од Македонија, туку буквално и од целиот Балкан. Одлично. Беше прекрасно. Дочекот беа, мислам дека 90% беа надвор од Македонија. Мислам од балканските земји, Србија, Хрватска, Босна, специјално што се беа дојдени за конциденција, нели, Охрид како туристички центар и нашиот настап за дочекот на новата година. Што ни е вистина драго, што беше така. 2012, така? 2012 е почетокот, да. 2012 е почеток на групата. Сите се ова искусни музичари, што би рекол Туша наш, никој не е музикант, туку се вистински музичари. Да, музичари. Таа ми текнува на таа изјава и е на вистина нешто што многу зборува за тоа, нели, кој е кој на едно тло. Дали е тоа многу важно или колку е тоа важно во создавањето, да речеме, на кредибилитетот на една група? Па секако е важно, мислам, се работи за сите што се зезаме школа, музичари. Да. Во однос на тоа, полесно се разбираме, нели, тој наш музички јазик со знаци и така натаму, како што кажу, што стаме од старт, значи групата имаше и други членови кои исто така оставија белеки во цело постоење кое во 13 години. Сега со оваа формација сме веќе 7 година со Љупче, со нашиот Кирил вокал, јас Војче и Јаце сме од основањето и Гаврило Дуковски, нашиот тапанар. Така да 13-та година, веќе 14-та влеговме во новата година. Да. И навистина е драго, така што сме толку време заедно. Да им кажеме на оние што не гледаат, можеби ќе патуваат преку барата. Вака вика. На 6 февруари во Бафало. Ако сгрешам, нека изгорам, кажува ако сгрешам. 7 февруари во Њу Јорк, 13 февруари во Детройт, на 14 во Индијана, на 20 во Чикаго и на 22 февруари во Торонто, Канада. Браво, Кат. Точно е, добро. Зошто не се случи досега? Мислам, Америка. Или имавте вие понуди, ама? Имало понуди, да, имало и понуди. Ние претходните 2 години бевме на голема турнеја и во Австралија. Австралија више како дома, Па да, веќе втора турнеја, во преговори сме за 27-ма. Пошто стартот на групата, мислам, принципот ни е толку ненаметлив, толку се да дојде природно, така да ни за австралиската турнеја не форсиравме, која ќе созре работата, кој ќе се поклопат коцките, кој ќе има добар менаџерски тим, кој ќе созре работата, дека може да имаме стварно посетеност, дека бидат успешни турнеи дека што беа. Така и за Америка имаше преговори, сега е крајно време, конечно после веќе во 14-та година од групата, конечно да идеме
За Америка. За Америка. Лјупче, колку ајде кажи што мислиш? Баш да се надоврзам, значи имаше ситуација порано Илија може би ќе се сети кај што вака сме правеле мувет помеѓу себе како зашто сега кој ќе одиме ние за Америка, кој ќе одиме за Австралија? Па зашто сега не се јавува? Значи еве сега се случи можеби правиот момент. Така требало. Така требало да биде, да, и треба да ги искористиме сега. Мислам дека сме во момент кога се оние нашите 5 минути. Да. Јас сакам да ве прашам едно, што, как, дома, вие, уствари се честитата, Нова година, роден ден и на сите по дома, така, на слава не сте тука, или славата, не, на слава може Па сте со тука. славите сега у новиот распоред. новиот распоред сега ќе иде новиот управен одбор што го осекуваме секоја година и славите да бидат малце да ги олабавиме. Кога ти е слава? Мојата слава е на Митровден. Митровден, значи тогаш, исто слава. Сега имаме две слави, сега ние никогаш не може да си одиме. Аха, едниот кај другиот. Едниот кај другиот. Ама тогаш не работите? Па работиме некако Тука е комбинирано сега правиме, ама прашањето, да. се организираме некако, правиме нека комбинација за некој ден претходно, ден после тоа, ама ќе биде се посериозно сватено. Може би сепак ќе мора да одредиме некој датум еве вакви како што се овие, кај што сепак ќе мора да бидеме слободни. Да. За Или и неговата приказна знам, а затоа ќе ја оставам на пауза, ама вашата не ја знам, твојата не ја знам. Можеш да ми кажеш како тргна со музиката и како стана искусен музичар? Па јас со музиката колку што се знам за себе си, мислам дека целиот живот ме прати буквално од мали години, од некои си 5 години. И целиот свој живот, значи средно музичко по факултет и така натаму, значи константно се бавам со музика, па имав една ситуација кај што само што заврши со факултет се вработив како професор во средното музичко училиште во Штип. Таму бев едни добри 13 години. 13? 13 Што предаваше? години, предавав народни инструменти и пијано. Значи два предмети. Во меѓувреме, бидејќи јас сум некаде на средината во оваа убава приказна маестро, така влего, случајно се запознавме со Илија и со останатите членови. И дојде момент каде што почна да се косат двете работи, например образование со Не можеш да стигнеш. не можеш да стигнеш тоа во никој никако. случај, значи мораш да пресечеш, едноставно да се одлучиш да се определиш на нешто кое што планираш да го работиш. Јас го одбрав овој пат. И еве Која година си? 6-та, 7-ма? Која година си веќе во бендот? па седма. 7-ма година. Па таман на пола. Да. Да, на Говори, пола, на да, пола, веќе се- да. А твојата приказна е како беше? Ми купија синтесајзерче Така едно беше, мало. така беше. И Да, дома со- на 5 години. На 5 години. Ти што сакаш да свириш? Па пијано сакав да свирам. Пијано сакаш да свириш, ама не ти почнувам со дадоа. пијано. На приемен, викаат, ајде, имаш слух и почнав со виолина и еве до ден денес сум со виолината. Која година беше тоа? 70-ти? Не, 89-та. Така? 90, А, 90. 91, 97 јас сум А, почнав. 97, извини, јас те направив постар, моја грешка Да, готова. да. Лјупча, ти што правеше? Како во музичко? Пијано свиреше? А, Или си овако? Додека студирав? Да, додека учеше? Да, додека Како учев, мал? бев учев пијано, теорија на музика, педагогија, па во еден момент се префрлив на народни инструменти, тој оддел го завршив и подоцна и тоа продолжив да работам. Добро, сега не ми е јасно само една работа. Што ке ти економскиот факултет? Баш ме интересува. А, правен факултет. Многу грешам ова, ама добро, не ми заб... Не, авторско право беше вистинското. Авторско право ми магистратурата, така да... Па ете, почнав во тој процес баш кога... Не сериозно, зошто? Мислеше дека можеби некогаш може да престанува со музиката, па да си има опција? Све беше спонтано, нели, со емисијата Зајди, јас почнав да студирам и завршив средна, почнав емисијата Зајди, влегов во оркестарот, нели, тогаш на Милан Завков и тука веќе се качкаше групата тие година-две. И се направи групата, јас више завршив, од кога, нели, трае група, после магистрирав и додека трае исто и правосуден положив. И до крај го истерав тоа, благодарение на сестра ми што ми даде многу голема поддршка конкретно за правосудниот. Заедно го довршивме и некако така да не го оставам на пола, па обично сакам се да довршам. А зашто не отиде на музичка академија? Тоа не ми е јасно. Па не знам така, некои сплет на околности беше тогаш, јас мислам одлично идеше, ниже и средно завршив виолина, бев прогласен за ученик на генерација во мојата генерација и не знам, така испадна, ама не знам, има некои други придобивки, пример со правниот факултет, општо мислам како и како лично што ме смениле во некои ставови. Ова со авторско право ми е многу важно. Што правиме? Што правиме на таа тема? Ова со изведувачите, изведувачки права, не знам до кај сме. До изведувачките сме до никаде, во така? Македонија, да. Да.
Што За жал- има ли како адвокат на пример, можеш ли да кажеш еве некој да советува? Не суден адвокат, Не суден адвокат, ама нели си завршил правосуден, Да, тоа е да, доволно да, за да да, можеш да. да бидеш некој кој што ќе посоветува. Изведувачкото право многу е запоставено кај нас. За жал, авторското оди се по нагорна линија и се позадоволно, мислам поголема наплата има и за авторите се позадоволни за разлика од изведувачите, на пример што има плејада врвни инструменталисти и пејачи што снимките им се изведуваат, ништо не добиваат од тоа. Да. Така да треба имаше некоја акција, некој предлог да се соединат во истата организација со ЗАМ да видат изведувачките право, што беше најидеално, што целиот И сега до кај сме со таа работа? До нигде? Колку што знам, колку што имам информации, оди некој чекор напред со тоа, ама нема никој конкретен, не знам, за да бидам во блиски иднина, се надам дека ќе биде. Значи, вака да поедноставиме за гледачите сега. Вие кога изведувате ничија туѓа музика, а не ваша, авторска, немате ништо од тоа. Немаме авторот така, има, авторот има само, авторот добива. Авторот добива, мислам, супер е тоа, ама треба изведувачите, зашто секако свој белег дава инструменталистот, пејачот, например, кој песна, големи, многу песни има во... Знам дека најдобро беа решени во Хрватска, поправиме ако грешам, ја мислам дека во Хрватска добиваат многу големи суми, да речеме дека изведувачките права. Добро се регулирани, во таму треба да се... Сеќам на некои бројки Аки Рахимовски, покоен кога беше некаде на времето рече можам да живеам од авторски права, од изведувачки права и така и Джибони и така натаму. Тој и автор, нели? Да, и автор и кантавтор, да. Така што ама изведувачкива е добро, Лјупче си прави музика, па него нема ваква. Он и си добива од тоа. Да, он си добива, да. Добија авторскива. Да, кој е твојот став? Треба ли да се реши тоа, нели? Не е баш Мислам дека треба да се реши и мислам дека ќе се реши. Сега на нас генерално ни треба малце повише време. Ние како држава нели цело време каскаме по сите други. Треба да земеме некој пример од овие што се малку по пред нас, еве како што ги спомна Хрватска и така натаму. Мислам дека ќе се реши, само ни треба време и добра организација. Да. Прави луѓе на право место да се така. Да бидат за да Не ке кажеш ти дека јас те прекрастив дека си завршил економски, уствари правен си завршил и правосуден, имаш така што може да те викнат во тимот. На ЗАМ да одговориш нешто. Па можам сега да ќе влезам во шема, мислам, не сум не сум никогаш, ама не се заборава тоа. Па не се заборава. Како возење велосипед, нели? Влегол во шема, да, мислам. Ама сега мислам овој период сум 100% фокусиран на музиката и не размислам ништо друго надвор од групата. Али добро му се наоѓа правниот факултет кога е некогаш во прашање маестро кој ќе ни треба некој одговор од правен аспект, значи право. Го прашуваме правникот, правникот. За колку е правна држава, да тоа е више друга работа. Тоа е више кој како се чита таму, така, да. Кажете ми, кои со кого таму вие кумови направивте вама спојка? Да, јас сум кум на Војче. Добро, тоа го кажавме, знам од минатиот пат, да. Тоа е некој. А за многумина се браќа. Браќа, да, знам тоа, знам дека па добро, и како браќа сте, Па како браќа сме, многу сме заедно, 13 години и секој дневие, мислам, буквално секој ден, како фамилија, дел од фамилија, кој ќе правиме некој роден ден, мислам, ако од најблиската фамилија, групата е како баш дел од фамилијата. Ако некој не може да дојде, така да не се прави тој ден. Значи, како беше Митровден е вашата слава? Митровден, да. Значи, кај тебе доаѓа Војче, кај него не оди. А кај кумот мора, шути. Преку една. Го прави од 2 дена. Знаеш како, значи, брзавме се, ама се надевам дека ќе излезе се како што треба. Војче, не знаете што кажал за вас двајца. Не знаеме, да. Е, супер, затоа ќе да знаеме сите заедно. Се надевам дека ми испочитувал и дека има и прашања за вас, пошто тие се најинтересните во овој дел, освен маните. Па да видиме што ќе каже. Ајде, Војче, повели. Здраво и од мене, јас сум Војче Бетружев, член на групата Маестро. Колку долго се познаваме? Па можам да кажам дека со Илија се познаваме многу долго време, уште од средните школски денови. Он беше 1 година повозрасен од мене. Таму се дружевме, но дружбата продолжи во емисијата Зајди на Алфа телевизија, каде што бевме член на оркестарот на маестро Милан Завков. Подоцна се формираше и групата Маестро и бидејќи толку многу се почитувавме и дружевме долги години, јас го поканев и да ми биде кум. Сега сме више и можам да кажам слободно како фамилија. Со Лјупче се знаеме не толку долго како со Илија. Можам да кажам дека се запознавме на една мала забава, каде што беше на замена на нашиот претходен клавиатурист.
и можам да кажам дека е прекрасна личност, прекрасен човек и веќе сме исто така многу блиски бидејќи е дел од група Маестро и он и сме скоро секојдневно заедно. Како би ги опишал? Би ги опишал како прекрасни личности, прекрасни луѓе кои што делиме денови и ноќи заедно. Едноставно на музички план можам да кажам дека се прави професионалци, дипломирани музичари кои што си ја сакаат и негуваат македонската музика пред се. Искрено, само ќе кажам дека се позитивни луѓе без кои што не можам да го замислам моето секојдневие. Па, мани не би можел да издвојам затоа што сме толку многу блиски и се слагаме буквално како фамилија. Едноставно, како мана можам да кажам дека се толку големи професионалци што и кога би сакал да погрешам, поради нив не би можел. Што би ги прашал? Би ги прашал бидејќи неколку години заедно одиме на скијање, на зимовање, па кога планираат да преминат од плава на црна стаза, бидејќи малце ми е досадно сам да скијам на црна стаза. Таман мислев да го искарам сега, да, ама се извади со ова последново со прашање. Значи, немате мани готово толку. Не, рече дека сте биле големи професионалци. Хајде да ве слушам вас, што мислите, што ти е мана? Иле? Па, мана, не знам, може би стварно тогаш кога ќе влеземе во некој процес на, не знам, на работа, нешто на конечното и тука више дали е добро, дали уште еднаш да не треба да преслушам, па чекај дали е добро. И тука Ја за мене кажам да, и кога ќе добро остам, ти како ќе кажеш, вика, пример, многу фази. Ти викаш, не му викаш, не, општо кој ќе се заврши некој преслушни ова пример, не знам, јаке бубањо, басот. Не ми се допаѓа нешто. Мисле, добро векам како слика, да, и ако ќе навлезам, така тоа ми е нека мана, општо никош и животот, некои други ситници од секој девијата, знаат, така некоја што јас сам си се... Или ја сака перфекција баш во права смисла на зборот, посебно кога снимаме нешто кој ќе правиме сега, некој тонче таму, ќе штрчи се, никој не го слуша. Добра, он го слуша. Не е толку заприметливо, ама да го преснимаме, уште еднаш, уште ние сите, ајде. И што викате? Ништо се на крајот пуштаме. За себе што би рекол, која е твоја мана? Да не го прашам са Иле, ќе ми каже. Па, може тој да ти каже подобро. Кажи. Не, мислам конкретно за Љупче, ете, 7 години сме стварно не ласкање, стварно врвен професионалец, прецизен, интелигентен музичар, комплетен, сестран, со мултиинструменталист. И наистина мене ми е лично чест што сме дел од групава и општо заедничко и напредуваме, нели, со на некој начин јас и Љупче сме околу да речам и репертуарот и збоготување тие работи, некако имаме некоја таква задача и не знам некоја мана, не можам да се сетам сега за конкретно за Љупче, не бев спремен за Љупче да го мислам, чекам мене што ќе ми кажат. Ајде кажи овие други што мани имаат. Па да видат убаво сега дека не гледаат таму. Па еве на пример некој доцни, некој доцни. Како се вика? Доци на проби или доци на настап? Тоа е лошото. Да доци на настап не се случило, али така нека сме на настап е редовен, да, ама некогаш на проба така може да биде. И со што се вади? Ке се препозна? Со што може да се вади? Со гужва. Да. Нема да забораваме ова прашање, значи овој врвниов скијач ве повика на новата стаза. Па јас не знам дали би се приклучил скоро, некако сум предпазлив дека имаме Боги ќе го поздравам затоа што можам да кажам тој ми беше првиот учител за по скијање, да. Добро. Кога почнавме вика јас ќе те учам тебе, ајде. И ме учеше така еден ден, многу убаво ме научи. Толку убаво ме научи што од таа стаза ја пешки си појдов. Не, толку те научи. Ајде, можеш. Ме научи, ма очигледно тоа не било доволно за тоа што за да стигнеш до долу. За тоа што следуваше да подоцна. Така да јас се уште ќе си останам на плавата стаза, пренекој на црвената ќе ме почека уште малце. На црна прашува. За црна ништо. Мислам дека тешко да чека на црната. Црвена некојаш. Знаете како овие раце треба да се чуваат. Треба да се чува, да, они се златни раце. Скијањето е, знаеме дека е убав спорт, меѓутоа може да биде многу опасен, ризичен, а една мала грешка може да не чини много. Како неговиве раце, нели му се златни, како онози на црната, толку е? Не знам, храбар. Очигледно да, е многу
А добар е? Многу сигурен. Па добар е, Добар е, да. Лесен е, слаб е. Добро, ма не бре, љубци сме мал се покрупни. Добро И е. потешко ни оди. Туку како се собравте сите заедно и бевте на скијање минатата година? Не, Или не, заедно не сме биле заедно, јас сум бил со Војче, ти си бил Тогаш, со Војче. тогаш, не бевме да, вкупени. имаше еден период кога што бевме два тројца така заедно се договоривме. Добро. Заедно со комплет, со семејства, со се сите, со се сите. Да, Со со се- се Со се све. комплет. Добро. Љупча, освен овој до тебе што седи Илија, има некој друг што е толку страствен навивач? Во групава? Да. Мислам, не мислам, него Во тврдам дека животот нема. нема. Тврдам дека нема. Тврдам дека нема, да. Аби италијански да научиш зашто толку го сакаш Лацио, нормално ли? Ајде. Да. Тоа е тоа. Тоа. Добро, он вика Вардар го сакам за цел живот. Така беше, нели? Вардар е Вардар. Така. Интернационал, не бе? Да. Ама нека каже кога ќе му треба некој вака за муабет околу спортот, со кого Љупче се би прави да, муабет. со Љупче. Знаеш значи спорт. Имам познавање, да, така. Него со него не може, најмногу можам. Кај е Лацио сега? Да не Лационик да се прашувам? мачи, да, седмо. Не знам, ја не сум гледала удам на Немаше италијански. трансфер летниот период, немаше никаква забрана, сега од јануари мислам дека ќе се појачат и треба да излезат во Европа. Ама чекај се, ако навиваш, ако е и тој на дното, навиваш за него до крај на животот, тоа е нормално. 5-6 години, 99-та таму, таа шампионската година, тогаш навивам. И после ми време дојде и Пандев уште толку, мислам, се... Идол ти е Пандев секако, Да, да приказваме, мислам- или имаш некој детели? Нема друг, не, само Пандев. Нема. Гранде панде. Гранде Пандев, Мислам, и така. после имавме ситуација и лично да се запознаеме, што ми е многу голем. Кеј ме многу ми значеше тоа, и служи што ми значи, така да сме некој така и некој контакт, можам да кажам, и баш тој некој идол, како фудбалски идол што сум го гледал, да видам. Знаеш што, вие да ви најде, ама он не е тоа. Не, да ви најде таму некаде да бидете пример, нели, таму да Каде си? бидете гости. Па да бидете гости вамо кај А, Ширај. па, Нели, да, да, на да, настапите за нашива Сме има таму сме гарант. сме свирале. Се свирале? Да. Има таму баги македонци? Збориш за во Италија? Да. Па во Италија не, со Италија има свиравме преку Несторовски или Несторовски А, добро, он ви намести. Да, 2-3 На кај него фудбалерите на Удин има приватни некоја забави. забава. Инаку така, во тој период свиравме на ФФМ прославите и пред 6-7 години така беше. Добро. Така да имаме и Освен така музичка. твојата оваа пасија имаш, Љупче, има некој друг во бендот, некоја друга своја пасија? Не знам, да сака нешто, да не знам. Скијање во Навојче, го запознавме. Друг? Па не знам, еве Аце може ќе спомнам, Аце сака автомобили на пример. Тоа Се, да. Чекај, Баш има ли го некој, ја интересира. убаво си кажав, има ли го сгрешив ова, има ли некој се економски да му ги каже дека париве не ми за затрошање на автомобили само? Треба нешто да донесе од турнеа? Нема кој. Не знам, ама тој мислам дека тој размислил дека кога е во прашање лично задоволство, веќе тука некогаш и парите не ги ни гледа. Не ги ни гледа. Да. Така оди со таква девиза, као сега се живее, дај. Да. После овие 13 години, може да кажете дека сте задоволни од тоа каде е вашето место и во однос на финанси и во однос на тоа како продавање е многу тежок збор, ама Да. нели како луѓето ве ценат или ве плаќаат, најгрубо да кажам. Па презадоволни берам јас лично од почетоците, многу очекувања ни се надминаа, многу граници се пробија. Меѓу едни од тие граници се и од претплатниците, сабскрајберите на нашиот YouTube канал. Кажи да, 100.000. Така да сме, не знам дали сме првите или меѓу првите, сигурно сме како изведувачи, Да. зборам сега како артисти во Македонија. Што имаме 100.000 сабскрајбери, по 2 месеца ја добивме и плакетата. Така да и тоа е еден момент што сме го сонувале, не сме го ни замислувале дека може да се случи да толку брзо да дојде до таа бројка со некои проекти што ги снимаме последните 4-5 години. Така се проби дечно во алгоритмот, низ Балканот, низ целиот свет, некои интернационални сплетови што ете, и тоа е еден стварно кој ќе ставиме на сублиматови 13 Да. години. Нешто што би не знам што би направи, нешто поише да имаме време за да отвориме она, да имаме некоја наша За авторска? авторска, иако пак ние сме изведувачи и пак изведуваме туги дела на туги автори. Да. Сега пак е Љупче ни еден Да. веќе автор што Која беше негова, кажи ми? една наша. Една наша, таа што Да. ќе ја чуеме. Може да Таа ја што ќе чуеме, пак ќе ја слушнеме, коментираме? Да, Ајде. може, слободно.
Вие знаете, после лошо добро иде, но утре што ќе биде, не знае никој, тркало е се, денес среќен, утре тажен, овој свет е лажен, па да запееме една наша, полни брате чаша, и да залеме со добро вино, да ни биде фино. Овој живот брзо оди, љубов да не води. Секој момент е за среќа, друго нека чека. Ова срце силно чука, за секој од нас нука. Животе, слушни ме, вечервата го ти напушти ме. Еј, добри луѓе, вие знаете, после лошо добро иде, но утре што ќе биде, не знае никој, тркало е се, денес среќен, утре тажен, овој свет е лажен, па да запееме една наша, полни брате чаша, и да залеме со добро вино, да ни биде фино. Овој живот брзо оди, љубов да не води. Секој момент е за среќа, друго нека чека. Ова срце силно чука, за секој од нас нука. Животе, слушни ме, вечервата го ти напушти ме. Овој живот брзо оди, љубов да не води. Секој момент е за среќа, друго нека чека. Ова срце силно чука, за секој од нас нука. Животе, слушни ме, вечервата го ти напушти ме. Илија Љупчева од групата Маестро во првата Никој да не знае за оваа 2026. Ви благодарам што сте со нас. Имаме околу 10 минути, уште два спота кои што сакаме да ги видиме, односно за едниот имаме особено зошто сакаме, заради тоа што ако се сеќаваш Илија, кога бевте во минатиот пат само најавивте дека ќе се случи испод на една тема која што заслужува внимание, заради тоа што барам во вашата приказна, во твојата приказна особено е важен за сето она што си денеска. Ама чекај малку, имаме време за Милан Завков и таа приказна, само Липче да го прашам, кога ја создаваше една наша, колку пати ти рече да преснимувате, тоа ми е важно. Не знам дека тука беше оно. Тука беше од прва. Имаше друг аранжер, така да не се меша. Добро, не беше. Се случи некако спонтано, ако испадна песната, мислам, првата мелодија и првиот текст. Си реков, ова е тоа што мислам дека треба да припаѓа на Маестро. И дечките ја прифатија баш оно со задоволство. И све одеше некако гладко. Се некој таков, некој авторски занес, само некој праќа им пето реки слушате, зашто му изнегува нешто од него, така да очекувате за скоро нешто дека ќе има. Да. Ќе има, да. Љупче, ја знам приказната на Илија во однос на нели љубов, деца и така натаму.
тоа ќе го потпрашам него. Ај сега ти кажи нешто, што е твојата приказна? Колку извиним се, сега имаш можност да се извиниш за се што кога не сте бил тука, не си донал подарок. Што ти е сега оваква наследнава турнеја во февруари, што треба се да купиш од Америката? Па веќе сме со список. Со список? Добро, колку деца имаш за да е подолг списокот? Имам 2 девојчиња. Ти имаат големи жилби, знам. Така, 2 девојчиња и веќе списокот полека се... Аха. Уште не за мене. Уште нешто. Отворен списокот нема крај. Трае, а сопругата што вика за неа што треба? Сопругата, она е скромна. Добро. Она е скромна, она вака ми вика. Ајде. Можеби она, како се вика, најтешкото, оставам на тебе. Оставам на тебе. Тогаш е веќе... Со колку одите и со колку куфери се враќате ако не е тајна? Одиме со за Австралија се сеќавам последно патувавме со празни куфери. За да ги наполу празни куфери или полупразни, да, и бидејќи таму за разлика од овде, на пример, не знам, ајде гардеробот и такви ствари се генерално поевтини, да. Така да мислам дека сега за Америка така ќе направиме исто. Прво се праќавме по брод нашата летна гардероба што не носевме да стигне од март до јуни да дојде нашата, мислам там не е стара гардероба, таму се носела. И март 3 месеци патуваше со брод да во јуни да не стигне. Леле. А за да нели нови ствари што ќе очекуваат сите подароци да се оправдаме нели за Ти како, ти 2 машки, ама и ти имаат желби? Па имаат желби, да. Имаат желби, почнуваат да имаат желби. Да не сгрешам пак, Марко и Лука. Леле, фала ти, Господе, не сгреш. Добро е. Марко и Лука се растат. Марко има 4, Лука за скоро ќе полни 3. Добро. И се полни се, и они се полека се освестува дека ќе идеме турнеја. Мали се уште, али ќе почна се со желбите. Со желби. Тоа сакам да тоа. Аха, добро. Знам дека ја виде на некоја свирка, сопругата? Да, така беше, така. Ама после години вие Па така нешто беше, така е приказната, да. Всушност на зајди на зајди прво, па после години се видовме на не изгрешив пак, фала Богу, е, добре. Ама не ми се учиш, добре, не е сакајки. Мога во економски да завршиш? Економски не е, тоа. Види, не судени дипломирани економисти во групата. Така да имаме нели одсек за финанси, за економија. Кој ви е финанси? Па Војче за финанси, а Љупче за економија. Да кажам, така некако сме поделени. Али тоа пак се викам, ние сме 6 души, пак си се организираме нели сите гласања, секој тип на управен одбор, нели ова, да. Тоа сакам да прашам како сега са ова. И сега ова. гледај, авторски песни, тоа навистина се луѓето не знаат, ама да им кажеме дека тоа не е мала ставка во правењето, да речеме на... Па не, спот, конкретно овој спот беше снимен во... 5-6-7.000 евра отидоа, така? Па, можеби не толку. Па не, он не ви зима пари за дека ви автор, разбираш, иначе кога би плаќале би било повеќе. Иначе не се смеја, ама треба да си бараш делти, а? Па ете спотот што го гледавме беше сниман во Сидне, на Кронала Бич, таа познатата плажа, така да и тоа, нели, чини и допарно имаме многу планови, но со многу ангажмани и приватни обврски стварно некој. Чека, како изгледа тоа? Љупче вика делче од париве што ги заработивме сега одат у буџет за... Мислам, тоа заедничко го изгласуваме, ама тука се гласа... А вие гласата? Па, сериозно гласање? На некој начин, да. Али, мислам, многу ситуации со консензус тоа. Решаваме со консензус. Не се едногласно. Например, има почет, например, Љупче ако решил нешто тука, не се случило некој кочница да има, например, многу често и донираме, тоа не го кажуваме јавно. Мислам, не го споделуваме, така да тука више никој никого не прашува, само пишуваме и знаете овде видов ова. Некој за групата, не знам, опрема што се купува, се да биде подобро. Начално, нели, има некои позитивен ветар у сите нејди предноси што ги изнесуваме. Да. Ќе ја слушаме заедно за тебе? Да. Морам да ти напоменам да јавното извинување, значи песната што почнува, така да прости ми за родите што не ти ги подарив и за сите датуми што ги заборавив. Така почнува. Значи вие готово со така да текстот е на Анита Дајо и на Кирил Митовски, нашиот нели пејач и оној се вклучува како автор во песната. Александар Најдов музиката, аранжманот е на Темелко Андреев. Така и тоа е снимано исто во Сиднеј. Супер, ајде уживаме за тебе.
прости ми за розите што не ти ги подарив и за сите датуми кои ги заборавив. Сопри солзи бисери, пушни ме и не плачи, ова срце твое шука само за тебе. Затоа што ќе патуваат дечки, можам додека се тука барам да ги искористим уште некоја минута, инаку може да отидете вамо кај 100.000 сабскрајбери, мислам да си видите, да се чуете за тебе. Така. Каде се гледате за 10 години како група Маестро? Тогаш би требало 24 да сте. 24. Па се надевам дека тогаш би биле некој уште посилен белег во музика би оставиле. Се гледаме заедно, мислам, ова не е обсесија, ова не е работа, ова не е живот. Така да се гледаме за некој можеби голем концерт во Скопје. Не само еден, са е за 10 години. Баш ќе го кажев истото, значи за 10 години јас мислам дека група Маестро со темпото како што оди ќе стигне до баш онаа концертска сцена. Да. За големи концерти. Супер. Не само во Македонија, туку и да. Го прекинувме всушност она што е убава тема за тебе, за да кажеме збор два и за ова последната која сакаме да одадеме признание некако на оној кој што го споменавме минатата година, особено важен е за твојата кариера и некој кој што те пронеде. Или како си рекол во едно интервју, на 18 години да му дадеш на толку младо дете да влезе во тоа и да му ја отвориш можноста да покаже колку знае и уме. Милан Завков. Да, не само за мене лично, не само за Војче и за Аце лично, туку и за целата група. Значи, тој ветер во грб и тој, како да кажам, таа рецензија дека групата е добра, од почетокот беше многу битна и таа подршка, мислам, и се што имаше направено за нас, мислам. Како се викава утринско будење? Утринско будење. Да. Ова е второто од 4 дела што треба да се објават. Аудиото го снимавме заедно, за жал не успеавме да снимаме заеднички спот, но направивме нека комбинација со нашиот режисер и монтажер Алек Тасевски. Гледаме во секое, не знам, интервју, секој гостување да го спомнеме и преку делата и песните да ги свие, да живее. Тоа најмалку што можеме да направиме, да се одолжиме према него за се што направил за нас. Супер. Многу ви благодарам, немаме многу време. Ева го, гледа овој што ке скија. На црна. Да. Ви благодарам, момци. Поздравете по дома и се надевам дека ќе стигнат куферите и си да им донесете што треба од Америка. Благодарам. Убава турнеја. Да. Ви благодарам и вам. Почитувани, се гледаме ние повторно и утре со ново издание на Никој да не знае. Чао.